Ја слушнавме пресудата, продолжуваме со вториот гостин во емисијата, тоа е господинот Гордан Јорданов, председател на Обединетата македонска дијаспора. Јорданов, добар ден и благодарам што сте денеска заедно со нас во студио 10. Добар ден, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Само мала корекција, јас не сум председател на Обединетата македонска дијаспора, него сум директор и вработен во организацијата. Директор, добро се извинам, не председател, директор, да. Добро. Јорданов, еве зошто ме инспирира да ве повикам повторно, гледам дека оние летни школи, односно летни посети на деца, на нашинци од Соединетите Американски држави повторно организирате и тоа се случува со години наназад. Некои повеќето, односно доаѓаат за прв пат во родната земја на своите предци. Така ќе биде и оваа година, па баш ме известивте сега пред почетокот на емисијата баш дека денес доаѓа една таква група. Повелете. Така, ви благодарам многу. Овој проект се организира веќе 9-та година во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка, каде што секоја година ни доаѓаат деца од секаде низ светот кои што имаат македонско потекло, кои што за жал или за среќа немаат до сега посетено Македонија, но тој е, да кажам, отворен проект за сите, независно дали така, биле во Македонија или не биле до сега. Сепак е проект кој што собира, да кажам, студенти кои што ќе престојуваат 3 недели во Македонија. Ќе им биде избрана пракса во приватниот или јавниот сектор, во зависност од сферата на едукација и тоа кои што се нивните преференции, каде што ќе имаат можност да ја искусат работната култура и средина во Македонија, да се запознаат со професионалци од нивната сфера на едукација, а исто така и да се запознаат и со Македонија и со своите корени фамилиарни кои што од кај што доаѓаат. Еве, за колкава бројка станува збор? Да, секоја година бројката е различна. Оваа година, да кажам, не е толку голема бројката. Имаме 7 студенти, каде што доаѓаат од Америка, Канада, Данска или Велика Британија и ќе работат во најразлични сфери, во бизнис сферата, во фармацевската индустрија, имаме луѓе кои што ќе работат во IT индустријата и останатите работат во јавниот сектор. Така. Ме интересира дали програмите за нивното доаѓање тука заедно ги концепирате врз основа на нивните желби и потреби, што е она што сакаат да го видат, што сакаат да го посетат, или имате некоја усталена програма? Така, програмата секоја година на некој начин се ажурира, но концептот или костурот на програмата останува ист. Сите оние студенти од понеделник до петок одат на работа, освен среда, каде што секоја среда имаме 3 среди кои што се концептуални среди. Првата среда е, да кажам, посета на музеи и такви некои историски места низ Скопје. Првиот викенд е тура низ Скопје, вториот викенд е тура низ Охрид и Битола, а третиот е галичка свадба и посетата на Галични. Баш така овој период, бидејќи се случува, фаќате и галичката свадба за да се види сето на богато културно наследство. Оние среди кои што се, да кажам, втората и третата среда се фокусирани повеќе на посета на јавни институции како што е кабинет на председател или собрание и економскиот сектор како што е Стопанската комора на Македонија, некои компании и така натаму кои што ќе можеме, да кажем, од повеќе сфери да се запознаат додека престојуваат во Македонија. Така. Јорданов, гледаме низ информациите што доаѓаат и од институциите и вака што следиме, што читаме, голем број на професори од Соединетите Американски држави, па и граѓани се заинтересирани за нашето богато културно наследство, за археолошкото наследство и тоа, па гледаме дека доаѓаат и читаме, практично се информираме дека имало голем интерес и повеќето од нив престојувале во земјава. Запознати ли сте со такво нешто, што е она што ги мотивира да дојдат и да бидат дел од тоа, од нашата историја, барем во еден момент? Дефинитивно, омада како организација уште со години наназад помагаше во, да кажам, пронаоѓање на такви индивидуалци, луѓе кои што се професори, академици и така натаму, кои што првично беа собирани за да го помогнат стартап сферата и стартап бизнисите во Македонија, кои што за жал се уште во Македонија во тој период не беше многу атрактивно.
но тогаш мислам дека се собра околу 400 професори од секаде низ светот, каде што беа достапни за националната установа, односно факултетот, односно универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што верувам дека си уште се во контакт со тие професори, но сепак и ОМАДА работи во креирање на еден програм кој што ќе биде археолошко истражување, каде што нашите професори, академици, но исто така и сите љубители на археологијата ќе можат да ја посетуваат Македонија и да кажам рекреативно или професионално помагаат во истражувањето на македонските археолошки локалитети, презервацијата и нивната, да кажам, афирмација за подобрување на туризмот во Македонија. Сепак, морам да напоменам дека и да ја поздравам иницијативата и програмата при Канцеларијата за миграција при Обединетите нации во Македонија, која што, да кажам, започна проект за мапирање и регрутација на академската фела на македонци кои што се ширум светот за пристапување кон подобрување на секаквите сфери во кои што делуваат тие професори во Македонија и помогнат најмногу на младите во Македонија за професионално издигнување и креирање на некоја си професионални патишта, дали во Македонија или на секаде низ светот. Така. Јорданов, владата, знаеме, пред ден-два одбележа што сработила за првата година од своето владење. Како ги оценувате врските и релациите што се градат или што се поттикнуваат за со диаспората, за поголема соработка? Мене ми е многу драго, јас ќе кажам од свој личен аспект, после 2,5 години работа, да на некој начин го вративме зборот иселеници, диаспора во речникот на водачите на државата, поготово во рамките на оваа влада, затоа што комуникацијата со владата е на перфектно ниво, имаме отворени разговори и гледаме отворени иницијативи. Сме многу среќни затоа што Националната стратегија за диаспора, која што истече, да кажам, 2023 година, оваа влада повторно ја реобнови и сме детално вклучени заедно со многу институции, министерства, да таа национална стратегија ја продолжиме, ја обновиме, но исто така и ја реализираме на некој начин, ја имплементираме, затоа што, да кажам, беше дефинитивно многу убав проект и многу убав документ, но за жал немаше никаква имплементација. Затоа оваа национална стратегија дефинитивно ќе биде од 2025 до 2030 година, која што ќе имаме за цел да на некој начин е реална и се спроведува низ институциите, за да можеме на некој начин да ја систематизираме диаспората или нашите иселеници широм. Што е новината што ќе носи таа нова стратегија од 2025-2030 година? Внатре се вметнати сите, да кажам, проблеми што ги опфаќаат нашите иселеници од сите можни министерства низ државата, каде што посебни сегменти се фокусираат во посебни сфери, било Министерство за култура, не знам, Министерство за финансии, економија, Министерство за надворешни работи како водечко министерство за оваа стратегија. Така да има посебни сектори, посебни детали кои што се јавни на интернет и може секој да се јавно достапни, може секој да ги пребара, дали било на било која интернет страница или кај нас на нашата веб страница, така да сме во фаза на креирање и би можеле некаде, да кажам, при крајот на летото да кажеме некои си подетални работи. Подетални работи. Рековте дека на некој начин и општините ќе бидат вклучени во оваа стратегија. Што ќе значи нивното вклучување? Зошто и локалната власт? Мислиме дека е клучна работа дека иселениците кога се враќаат дома, првата врата која што е за нив интересна се општините или местата од кои што доаѓаат, па затоа за нас клучно беше да локалните самоуправи добијат еден добар тренинг и едукација на тоа како треба да пристапат кон своите иселеници, односно своите граѓани кои што ги напуштиле своите места, затоа што гледаме дека летниот период е токму временски период каде што тие имаат посета од страна на нивните граѓани, а исто така и тие граѓани кои што се долго време надвор од локалната самоуправа, сакаат да завршат свои некои приватни работи, сакаат да инвестираат натре, да го подобрат своето место на живење, каде што нивните роднини, пријатели останале да живеат и така натаму, така да мислевме дека локалните самоуправи се клучното место каде што треба да одговорат на овие потреби, па затоа пак ќе напоменам оваа канцеларија за миграција при Обединетите нации, која што
ја спроведе оваа програма и мислам дека беа околу 10 општини кои што првично ја добија овие проект, претпоставувам дека ќе влезат внатре. Што друго се случува на планот на соработката на нашите власти со диаспората? Многу сум среќен, мислам дека и премиерот го спомена тоа. Работиме на олеснување на граничните премини, односно така наречени креирање на one-stop shop граници, каде што видовме дека во летниот период поготово имаме голем застој, имавме големи проблеми, затоа што нашите иселеници патуваат со долги сати, да кажам, од европските, посебно европските земји. Додека кога станува збор за генерално работиме на даночни олеснувања и да кажам интерес во инвестирање во самата држава, направивме програма за документација или легални сервиси при Обединета македонска диаспора, каде што помагаме за вадење на патни исправи, за вадење на матични книги, државјанства и така натаму, кои што мислам дека е голем проблем се уште за нашите иселеници, но исто така работиме и на олеснување при завршување на медицински работи или здравствени работи на иселениците со најразлични апликации, модернизација на некој начин на самиот здравствен систем, кој што ќе им олесни работата на нашите доктори или медицински работници. Така. Дали сте вклучени вие во изготвувањето или не знам разгазувањето на патот за договорот за слободна трговија со САД? Нешто дали помагате на владата или не сте вклучени во тој дел? Мораме да кажеме дека да, ОМА и давала секогаш поддршка за олеснување, даночното олеснување во кога е во соработка со Америка и Македонија. Моментално работиме на она двојно одданочување, кој што со години се споменува, но да кажам сега сме во некоја напредна фаза и се надевам дека во наредниот период тоа е долга процедура, но сепак мора од некаде да започне и се надевам дека тоа ќе биде континуирано, независно која ќе биде власта во Македонија, затоа што дефинитивно ќе им помогне на македонските иселеници кога е во прашање оние, да кажам, финансиски работи, поготово на пензионерите кои што сакаат да се вратат во државата, затоа што Македонија веќе има постигнати такви договори со Канада и со Австралија, па зашто не со Америка како еден од најголемите стратешки. Така, тоа е прво за избегнување на двојното одданочување, потоа и овој договор ќе си носи нешто плюс, се разбира, за нашинците кои што сакаат да се вратат во земјава. Го загатнав това прашање, дали располагате со информации колкав е интересот за враќање назад, барем кога ќе дојдат тие години на пензионирање? За наша среќа или несреќа на глобално ниво, се повеќе светот, да кажам, станува помалку и помалку атрактивен за преселби или, да кажам, трансфери на фамилии. Така, со оглед на сите овие случувања воени. Така е, затоа се поголем е бројот на наши иселеници или па наши луѓе кои што се родиле во странство, а никогаш не живееле во државата, сакаат да се преселат во Македонија. Се повеќе и повеќе луѓе запознаваме и се надевам дека ќе им помогнеме на тие луѓе да на некој начин се социализираат или акомодираат на стандардот на живот во Македонија, а исто така се надевам дека и македонските граѓани ќе ги прифатат како нивни сограѓани, а не како странци во државата, затоа што знаете како кога сте роден во друга држава, се преселувате во својата татковина или од каде што ви се корените, не секогаш и локалната заедница е толку отворена кон така знае да ги приграби, да речеме така, со раширени раци, иако важиме за гостопримлив народ и тоа, меѓутоа знае да се појави и таков гард, нели? Таков однос. Јорданов, еве, оваа влада повторно барем во своите проекции за иднината на планот на изборите, на политичките надпревари, ја стави можноста за гласање на диаспората. Што мислите вие за тоа? Како диаспората тоа го прими? Јас мислам дека диаспората ќе го прими позитивно, заради тоа што се повеќе и повеќе сакаат да делуваат во општественото функционирање на државата и дефинитивно Македонија може да има само бенефиција од таа цела работа или тој проект кој што сака владата да го направи. Мислам дека диаспората доволно економски придонесува, па можеме да придонесува и умствено или интелектуално во градењето на оваа држава. Затоа го охрабрувам тој процес, се надевам дека интересот ќе расте и дека ќе добиеме повторно место низ собранието или било кои други представувања во државата. Сепак морам да кажам дека желбата на диаспората е да има свое министерство или своја институција. Тоа е првичната цел, каде што ќе биде на некој начин
исто така one-stop shop за сите оние потреби и проблеми кај што ќе можат да се адресираат, но се повеќе и повеќе диаспората сака да придонесува советодавно за да не би наштетила на или да не се осеќа локалната заедница дека некој им наредува или дека некој им кажува како тие треба да живеат. Затоа досега секогаш било советодавен, да кажам, аспект на помагање во општественото делување, но морам да ја пофалам и да кажам позитивни работи за Агенцијата за иселеништво и новиот директор, затоа што се направи една историска посета или историски состанок, каде што ние заедно со повеќе други организации, представници од диаспората, но и Министерството за надворешни работи, седнавме за да се видиме, да поразговараме која е стратегијата, кои се целите на организациите и кои се потребите на иселениците во Македонија. Тоа е нешто што не се случило одамна и верувам дека ќе придонесе, да кажам, позитивни работи за самата држава. Така. Еве рековте дека малку недостасува тоа што нема Министерство за диаспора, но еве дали може агенцијата да биде за иселеништво некаков супститут за тоа? Дефинитивно доколку се зголеми, да кажам, правата или капацитети на ингеренциите на таа агенција, сепак мислам дека треба да некако се промени форматот од агенција да прерасне во нешто друго, затоа што дефинитивно имаме повеќе луѓе надвор од државата, него ли натрева државата и се повеќе и повеќе млади интелектуалци се иселуваат. Одат надвор, точно. Па затоа мислам дека им е потребна една институција, затоа што моментално ќе ви кажам еден најпрост пример. Многу од диаспората, да кажам, не е централизирана во Скопје. Значи, таа е во другите региони низ државата, имаме и во руралните средини, каде што кога ќе дојдат во државата, не знаат каде да се опратат, институциите често менуваат своји местоположби, а не секогаш имаат можност они да ја посетуваат тековно, да кажам, својата држава, па затоа честопати се изгубени во процесите. Или пак на интернет да имаме информации, нели како треба да се движи. Тоа би било најдобро. Секогаш сме за модернизација, за дигитализација на сите сервиси. Верувам дека и нашите иселеници се вољни да кажам, сакаат да помогнат во дигитализацијата на своите услуги кои што ги добиваат од државата. Се сакаат исто така и финансиски да помогнат во тој процес доколку е возможно, но сепак тоа ќе биде долг процес затоа што нашите јавни институции се работи на дигитализација веќе подолго време, некоја влада со поуспорена динамика, некоја можеби малку со подинамична динамика, како да кажам. Се движи тој процес, но некако бавно, затоа и околу гласањево порано беше нотирано и зошто се напушти, затоа што за многу мал број гласови, многу мал интерес во диаспората се трошат огромни средства на пари, меѓутоа еве може и на дигитален начин да се даде тој глас, зошто да не, ако се надминеме себе си, ако веруваме доволно во системот дека нема да се излажираат и тоа, дека и на тој начин може да се гласа. Со патните исправи. Патните исправи се голем проблем. За жал капацитетите на нашите ДКП-а се ограничени, луѓето или персоналот кој што е испратен во тие ДКП-а исто така ограничен. И верувам дека како и сите други развиени држави, така и Македонија има капацитети за да го развие тој сектор. Сепак Македонија беше водечка сила во дигитализацијата, да кажам, во 90-тите или 2000-тите години, па зошто да не бидеме и сега. Така да дефинитивно е тема на разговор. Тема и верувам и меѓу иселениците е тема и им представува проблем. Дефинитивно. На што се жалаат најмногу? На тоа што затоа што треба да се изгуби многу време, да се изгуби многу време, многу ресурси, средства да се потрошат и така натаму, кои што за жал, еве да кажам, луѓе кои што пресно отишле во другите или се преселиле во другите држави, не секогаш можат да си го дозволат да земат неколку дена од работа за да си ги обноват своите патни исправи, но сепак последниве години, последниот период, да кажам, морам да напоменам дека со тие базни станици сепак се олесни на некој начин работата. Каде што се врши нели фотографирање таму на лице место се аплицира и ова веќе проблем не се оние шаблони за пасоши, како да кажам, празни, веќе ги има сега, претпоставувам, нема недостаток. Но потполнувањето на документацијата дефинитивно е предизвик за луѓето кои што работат во тие ДКП-а. Ќе ви напоменам, еве да кажам, конзулатот во Детройт кој што го имаме, внатре имаме само едно лице кое што работи, а заедницата во Детройт е преголема. Така да мислам дека капацитетите треба да се зголемат или да се дигитализираат услугите. Така. Добро, благодарам, мислам што зборувавте и за овие теми доста отворено, се надевам дека ќе стигнат до надлежните за да не бидеме срам како се вика во светот
и нашинците да можат на што понепосреден начин да доаѓаат до лични документи и до се она што им треба. На кој друг проект работите? Да, јас би сакал да го напоменам уште еден камп за младите кој што го на некој начин го поддржавме од оваа година. Тоа е православниот камп за дечиња кој што ќе бидат дечиња од 9 до 16 години, една недела во Тешево, кој што на некој начин им помага на дечињата да се запознаат помеѓу себе од диаспората и од Македонија. Им дозволува да ги посетат сите оние цркви, археолошки локалитети, да научат што е тоа морален живот, да ги научат рецептите традиционални кои што ги имаме во Македонија, така да за прв пат ОМАДА како организација го превзима или односно го поддржува овој камп кој што досега е воден од Сдруженијето Свети Нектари од Битола. Ги поздравуваме сите. Тој ќе биде една недела после оваа програма за студенти, а работиме на програма средината на јули некаде. Средината на јули, точно. А исто така работиме на програма за возрастни лица, односно за луѓе во пензија кои што не се зависни многу на летниот период, така да може да ја посетуваат својата татковина, така да ги офатиме, да кажам, повеќе возрастни групи. Исто така е спроведена иницијатива за креирање на музеј за иселениците, кои што на некој начин ќе можат да го посетат својот музеј, да се сетат на своите фамилии, на своите родни краеви и така натаму, така да благодарност имам до Министерството за култура кое што беше отворено за оваа соработка и се надевам дека ќе дојдеме до реализација на овој проект кој што ќе биде клучен за нашите иселеници, но исто така помагаме да формираме различен тип на сервисни апликации, сервисни услуги кои што се во тип на брошури, на некој начин информативен карактер, но исто така. Ни фали таков пропаганден материјал, како да кажеме. На некој начин да олесниме работата на Министерството за надворешни работи, а исто така и да ги информираме нашите граѓани, затоа што се повеќе и повеќе гледаме дека не постои веќе ударна сезона. Мораме да кажеме дека летото е тоа ударна сезона, но и низ текот на целата година имаме посета, голема посета на наши иселеници. Така да ќе направиме се. Добри, многите интересни содржини, еве, како што рековте, и за младите, и за повозрастната генерација. дека и помагаме и дека ќе можат да на некој начин си ги олеснат своето доаѓање, да се поврзат полесно со својата татковина и да ни помогнат како Македонија и како македонци. Предпоставувам и сугестии примате од страна на иселениците, што да понудите за посета на нешто што ќе биде како лепило покрај потребата да се посети родниот крај, како се вели. Значи, ние ги спроведуваме и креираме нашите програми по потреба или по сугестија на иселениците. Никогаш не сме се осмелиле да кажеме ние што знаеме дека им фали или некои работи кои што нив им се потребни, сепак слушаме, добиваме идеи, ги гледаме нашите способности, доколку можеме да реализираме некаков проект, подаваме рака и на некој начин помагаме да се реализира некаква идеја. Така да сите овие работи доаѓаат од страна на иселениците и секогаш така ќе продолжи. Така, јас ви благодарам за гостувањето Гордан Јорданов, директор и член на Обединетата македонска диаспора, да се коригирам. Многу успех во работата и многу нашинци да имаме што ќе сакаат да дојдат во Македонија и како посета, меѓутоа и трајно, зашто да не особено оние повозрастните. Ви благодарам на поканата, поздрав до сите иселеници, поздрав до сите ваши гледачи и се надевам дека се во поголем број ќе имаме посета во Македонија, а ние како организација секогаш ќе бидеме тука да одговориме на нивните потреби и нивните програми. Така, истото го посакуваме, се разбира. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, одиме со кратка пауза, па со третиот наш гостин.